Тим американски научници конечно открија зошто косата побелува како што старееме. Според нив, виновни се клетките кои создаваат пигменти и кои со текот на времето ја губат способноста да созреваат, објави BBC. Ова прекинато созревање влијае на незрелите клетки кои инаку би се развиле во меланоцити кои на косата ја даваат природната боја. Тимот научници од Универзитетот во Њу Јорк го проучувале овој процес кај глувци кои имаат исти такви клетки и кои ја одредуваат бојата на нивното влакно. Овој труд би можел да биде почеток на запирање на процесот на побелување. Но не само тоа. Според Британското здружение на дерматолози, работата на меланоцитите може да ни помогне и подобро да разбереме зошто се појавуваат одредени видови на рак и други медицински состојби. Косата постојано расте и опаѓа, а тоа е нормален циклус кој се случува во текот на животот. Нова коса расте од фоликулите кои се наоѓаат во кожата, каде што се наоѓаат и меланоцитите кои произведуваат пигмент. Меланоцитите исто така постојано пропаѓаат и се обновуваат. Новите се создаваат од матичните клетки, а истражувачите веруваат дека кај луѓето на кои косата им побелела, овие клетки на некој начин затаиле. Тимот научници користел специјални скенирања и лабораториски техники за да го проучи процесот на старење на клетките. Како што старее косата, таа опаѓа и повторно расте, а со текот на времето, се поголем број на матични клетки од меланоцити почнува се побавно да ја врши својата работа. Матичните клетки престануваат да циркулираат околу фоликулот и стануваат фиксирани, поради што не можат да созреат во вистински меланоцити. Ако нема создавање на пигмент, косата станува сива, бела или сребрена. Нашата студија ни помогна подобро да разбереме како матичните клетки на меланоцитите влијаат на бојата на косата. Многу е веројатно дека истата фиксна положба на матичните клетки на меланоцитите се појавува и кај луѓето. Доколку е така, ова представува потенцијален пат по кој треба да се оди за да се поништи или пак да се спречи побелувањето, рекол водичот на студијата доктор Ки Сан. Ова не е прв пат научниците да сугерираат дека побелувањето на косата може да биде делумно реверзибилен процес. Лошата исхрана е една од можните причини за предвремено побелување што може да се излекува. Некои истражувачи исто така тврдат дека стресот може да придонесе човечката коса да побелее и сугерираат дека отстранувањето на стресот може, барем на некое време, да го врати процесот на пигментација. Други истражувања сугерираат пак дека генетиката, односно нашата ДНК, делумно одредува кога ќе почне да ни белее косата. Експертите советуваат да не се кубат побелените влакна, бидејќи тоа нема да го спречи следното влакно што расте од истиот фолекул да биде во сива боја. А ако го оштетите фоликулот на косата, новите влакна потешко ќе растат, што значи дека на крајот може да завршите со помалку коса или дури и целосно без влакна. Ова истражување може да помогне и кај медицинската состојба наречена алопеција ареата, каде што имунолошкиот систем ја напаѓа косата и предизвикува нејзино опаѓање. Понекогаш кај таквите пациенти косата повторно расте, но побелува. Освен тоа, истражувањето би можело да донесе и некои нови сознанија за витилиго, состојба каде што се појавуваат бели дамки на кожата. Научниците се обиделе хируршки да ги постават фоликулите на косата во погодените области, за да помогнат во обновувањето на бојата од пигментот што се наоѓа во фоликулот на косата. Но тоа сепак бара повеќе истражување.